Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Клиниката за кожни болести под клуч. Секој треба да сноси одговорност. За тоа треба други да одговарат. Јас не сум надлежна. Ние треба прво да ги почитуваме. Ако сме во странство, треба да сме во изолација. Ке има ли одговорност за неодговорното однесување? I think it would be a mistake to say that there would be no negative consequences if this country were to fail to respect or to continue to implement the PRESPA agreement. Американската амбасадорка Кейт Барнс гостува во 360 степени. Каква е состојбата на грчко-турската? Кај преминот Кастаниес, состојбата час е мирна, час наликува на бојно поле. И македонско-грчката граница. На оваа снимка од специјалната камера се гледа група мигранти длабоко на грчка територија. 360 степени на терен. Останете на Алсат со сториите и интервјуто, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Амбасадорката на Соединетите Американски држави во земјава Кейт Барнс ја прашавме дали се точни изјавите дека членството на Северна Македонија во НАТО е завршена работа еднаш за секогаш и дека дури и да дојде на власт политичка структура што нема да го почитува и спроведува договорот од Преспа, земјава не би имала никакви последици во однос на членството и статусот во НАТО. Еве го одговорот на американската амбасадорка. I think it would be a mistake to say that there would be no negative consequences if this country were to fail to respect or to continue to implement the PRESPA agreement. It's an important condition for NATO. In fact, it's what the NATO decision and invitation was predicated upon. But moreover, it's something that the EU has noted is important for North Macedonia's path to EU membership, and implementation of the PRESPA agreement going forward, including after April 12th, is absolutely critical for the future of this country, and I don't think there should be any mistakes about that. Ова е само дел од интервјуто со амбасадорката Барнс, кој во целост ќе го видите малку подоцна во емисијата. Зборуваме за тоа кога ќе финишира процедурата за зачленување на земјава во НАТО, дали ЕУ до крајот на март ќе донесе одлука за почеток на преговори, за разочараноста на граѓаните од начинот на кој се дели правда во земјава, за очекувањето од изборите. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека е крајно разочаран од тоа што директорката на клиниката за кожни болести во Скопје не ги почитувала препораките и заразена со коронавирус одела на работа, иако пред 5 дена се вратила од Италија. Таа е четвртиот регистриран случај на коронавирус во земјава, но тоа што го прави овој случај специфичен се нејзините контакти во изминатите денови. На работа, дома со пријатели. Целата клиника на која работела е затворена, персоналот е пуштен дома, а испишани се и пациентите. За последниот развој на настаните поврзани со овој случај, Галена Николовска-Ризвановиќ, која меѓу другото вечерва разговараше со министерот Филипче. На клиниката за кожни болести во Скопје веднаш по соопштувањето на веста за заразената директорка, докторите почнаа да ги враќаат пациентите што имаа закажан термин за преглед. Мама, што ви кажа? Па рече, вика да не влегувате, ја имам закажано денеска. Вика, нема, вика, не се знае, не работи, никој не работи. Како може така наеднаш? Ние одалеку добаќаме сега, закажаме за 2 сат. Многите не можем да одам. Клиниката за дерматовенерологија, која е во ист објект со повеќе други интерни клиники, е под клуч. Пристап имаат само епидемиолозите кои треба да го дезинфицираат просторот и да го оспособат за работа по 2 недели, кога вработените ќе се вратат од изолацијата во домашни услови. Докторите што ги сретнавме во кругот на клиничкиот центар го осудуваат однесувањето на директорката на кожната клиника Нина Цаца Билјановска, која минатата недела се вратила од скијање во Италија, но наместо да остане во самоизолација и да избегнува контакти со други лица, 5 дена одела на работа. Прво сметам дека е крајно неодговорно да дојдеш од кризно подрачје, каде што секојдневно слушаме дека бројот на инфицирани, заболени, па и починати од инфекцијата од новиот вирус COVID-19 или коронавирусот се зголемува, да
не останеш во самоизолација. Плешката доаѓала на работа неколку дена и тоа вака сметам дека може да искомплицира ситуацијата. Се надевам дека нема да ја искомплицира, се надевам дека ќе заврши нова, али во секој случај сметам дека неодговорно. Ние треба прво да ги почитуваме. Ако сме во странство, треба да сме во изолација. Кога доаѓаме од Подрачево, да седиме 10 до 14 дена дома, така и се препораки од Министерството. Секој треба да сноси одговорност. За тоа треба други да одговарат. Јас не сум надлежна. Јас само сакам да им помогнам на пациентите. А во моментот не сме заштитени медицинскиот персонал. И апелирам да бидат затворени прво школите, каде што треба да бидат заштитени дечињата и да се доаѓа на лекарски преглед само со вистинска индикација. Затоа што денеска имаше по 30 прегледи во секоја амбуланта, сите пациенти не беа итни, може имаше само 5 пациенти итни. Министерот за здравство Венко Филипче, со кого разговаравме вечерва, вели дека ниеден од оние што биле во контакт со директорката нема симптоми на коронавирус. Ниту еден од така наречените примарни контакти нема знаци за заболување. Пристапуваме по соодветниот алгоритам што важи за сите, тоа значи сите со кои што пациент бил во контакт подолго време, а за подолго време се смета време подолго од 15 или 20 минути на растојание од помалку од метар и пол или 2, дека треба да биде во домашна изолација. Дали некој од лицата со кои таа била во контакт веќе е тестирано за коронавирус? Не, токму тоа е целта на изолацијата во овој момент. Резултатите може да се лажно негативни, заради тоа што престои период на инкубација, кој што зависи од првичниот контакт. Кога ќе истече периодот на домашна изолација, што е еднаков на периодот на инкубација, одлука е на епидемиолозите, дали согласно нивната клиничка состојба, согласно општата здравствена состојба, ќе се направи тестирање. Се чини дека кругот на луѓе со кои таа контактирала е доста широк. Дали сите тие луѓе кои ги споменавте, пациентите, вработените на клиниката, оние кои учествувале на предавањето викендот, сите ли тие ќе треба да останат во домашна изолација? Да, иако има 3 степени на ризик, согласно времето на потенцијална експозиција, дистанцата, сепак се одлучивме дека сите 3 категории на контакти ќе бидат во домашна изолација. Во бројка колку е тоа? 100 учесници на симпозиумот, 64 вработени на клиниката за дерматовенерологија и 24 пациенти. Дали е ризик што во истиот објект каде што е кожната клиника се сместени и други клиники? Ризик е само клиниката и токму затоа ја затвораме. Меѓутоа другите клиники, останатите соседни клиники не се во ризик. Филипче вели дека е крајно разочаран од односот на докторката, но поради предизборните ограничувања сега не може да ја разреши. Опозицијата пак оди еден чекор понатаму и бара кривична одговорност од директорката и политичка од министерот. Бараме веднаш неотповиклива оставка да си поднесе најодговорниот за овој случај, министерот Венко Филипче, пуленот на Зоран Заев. Оставка веднаш. Бараме кривична одговорност за директорката на клиниката за кожни болести Нина Цаца Билјановска според член 205 и 206, каде што членот 206 став 1 гласи: тој што за време на епидемија на некоја опасна болест не постапи според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за незиното сузбивање или спречување, ќе се казни со парична казна или со казна затвор од 1 година. Филипче не чувствува лична одговорност. Не очекувам ништо повеќе од луѓето кои што не се грижат за јавното здравје, тоа е ВМРО ДПМН, што впрочем го покажа во овој изминат период од многу години, а вклучително и сега во овој период со несоодветни сопштенија, забелешки и повици. Околу разрешувањето на директорката? Знаете, таа е сега на лекување. Јас прво посакувам да заздрави, да помине лекувањето без последици, а после тоа ќе секако преземеме и соодветни мерки. Министерот не исклучува можност за преземање дополнителни мерки, како што е евентуално затворање на училиштата. Здравствени работници апелираат да се затворат училиштата како превенција за најмладата популација. Ке пристапите кон ваков тип на мерки нас? Во текот на утрешниот ден имаме комисија на состанок на комисијата за заразни болести, понатаму на комитетот кој што ги прати сите овие збиднувања во врска со коронавирусот, тоа се членови од другите институции и нашите членови од комисијата за заразни болести и ќе излеземе со дополнителни мерки доколку се предложат.
Состојбата на грчко-турската граница и натаму е тензична по одлуката на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган да им дозволи на бегалците што престојуваа на турска територија да тргнат кон Европската унија. 360 степени од терен вија пренесува атмосферата од грчко-турската, но и од македонско-грчката граница. Нашиот репортер Зоран Јовановски е кај преминот Кастаниес на границата меѓу Грција и Турција, каде деновиве е најголем притисокот на бегалците и мигрантите од турска страна. На граничната линија меѓу Северна Македонија и Грција е Славица Филиповска, која од околината на Гевгелија известува за тоа дали македонската полиција и војска се подготвени за евентуален поголем бран мигранти и бегалци од југ. Почнуваме со јавувањето на Зоран Јовановски од Кастаниес од грчко-турската граница. На грчко-турската граница кај преминот Кастаниес состојбата час е мирна, час наликува на бојно поле. Кога мигрантите од турската страна ќе се обидат да направат притисок врз грчката полиција и војска, чадни бомби летаат во двете насоки. Но силното обезбедување во пограничниот регион од грчка страна испраќа јасна порака. Ќе се спречи каков било убит на мигрантите да ја пречекорат границата на Европската унија. Овие снимки на 360 степени сведочат за масовното полициско и воено присуство во населените места покрај толку чуваната ограда што ги дели Грција и Турција. Иако веќе неколку часови се движиме по патиштата и по линијата на овој пограничен регион на Грција, сепак не забележавме групи мигранти кои што успеале да ја преминат нелегално границата и да навлезат во грчка територија. Според информациите кои што ги имаме, тоа изминативе денови било често се случувало такви групи да се видат на овој терен. Меѓутоа, како што поминува времето, од ден во ден, веројатно тоа се поретко се случува. За тоа говорат и официјалните бројки на грчките власти. Ако на 1 март биле спречени над 10.000 обиди за нелегален премин на границата и биле уапсени над 90 лица. Една недела подоцна имало 745 обиди да се премине границата и само 2 уапсени. Од самиот граничен премин Кастаниес известуваат неколку десетици новинарски екипи од целиот свет. Речиси секојдневно доаѓаат и представници на грчките институции. Овој пат тоа беше заменик гувернерот на регионот Εύρος, Δημήτρης Πέτροβιτς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει μεγάλο αριθμό προσφύγων. Όπως ξέρετε, αυτή η περιοχή είναι τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία, αλλά και τα χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Άρα, όταν κάποιος προσπαθεί να περάσει από αυτά τα σύνορα, δεν επιχειρεί να περάσει μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ουσία παραβιάζει και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Петровиц не сакаше да потврди дека локалното население активно и помага на полицијата и војската во обезбедување на границата. Но вели, ако во минатото мештаните им помагале на бегалците со вода, храна, облека, сега не е така. Ειδικά στον ορεινό όγκο, είχαμε μετανάστες που έκαψαν κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, είχαμε επιθέσεις εναντίον κατοίκων τους προηγούμενους μήνες. Άρα φαίνεται ότι το φαινόμενο είναι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είναι διαφορετική η σύσταση του μεταναστευτικού ρεύματος των ανθρώπων. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ανησυχία στους κατοίκους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βοηθούν, στην ουσία τι κάνουν? Ειδοποιούν την αστυνομία και το στρατό αν διαπιστώσουν ότι κάποιος προσπαθεί να περάσει τα σύνορα. Αυτό κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα περισσότερο. Γιατί? Γιατί γνωρίζουν καλά την περιοχή. На неколку километри од граничниот премин е селото Марасија. Ова е реката Марица или Еврос, која тече непосредно до селото. Таа е природна граница меѓу Грција и Турција. Локалните жители раскажуваат дека мигрантите знаат да ја препливаат реката и да дојдат во селото. Έρχονται κάπου 5 άτομα, 10 άτομα έρχονται. Αλλά όχι μεγάλο, όπως οι Καστανίες που θέλουν να περάσουν. Έχει, αλλά τους παίρνει η αστυνομία, τους πηγαίνει που δεν ξέρω πού τους πάει. Εμείς μόλις δούμε αυτούς τους ανθρώπους, παίρνουμε τηλέφωνο, να έρθει τους πάρει η αστυνομία. Новинарските екипи 2 пати дневно имаат можност да се приближат на оваа железничка пруга, која е исто така добро обезбедувана. Местото е на неколку стотици метри од граничната ограда.
Ова е најблиското место до оградата на грчко-турската граница до кое грчката полиција дозволува да се приближат новинарските екипи. Но овој пат, веднаш зад оградата не се видливи мигрантите, туку во далечината забележливи се само припадници на турската полиција. Сепак, со максимален зум на камерата можеше да се види дека малкумина мигранти се движат на турска територија, пред будното око на подготвените грчки сили. Новинарот на Ал Джезира Балканс, Ѓорѓе Костич, известува од граничниот премин Кастаниес од самиот почеток на кризата. Вели дека инцидентите се случуваат поради провокации од двете страни. Подсетува дека Грција и Турција историски немаат добри односи, па ако состојбата не се контролира, лесно може да ескалира. И сада kada видите на граници те две земје да лете сузавци, да се чуе рафална паљба, која nije из боеве муниcije, ali se čuje i ta slika obilazi svet. Verujte, ovi narodi su ovde jako ostrašćeni. Ovde može malo toga da se uradi, mala iskrica je potrebna da nastane neki veći problem. Naravno, neko ima kontrolu nad ovim i nadamo se da se tako nešto neće dogoditi. Костич препознава систем во настаните на кои сведочи на граничната линија. Situacija se stiša svaki put kada se događaju veliki sastanci u vezi ove priče. Kada su visoki zvaničnici Evropske unije bili ovde, prolazili ovuda, bilo je mirno. Sledeći dan je bilo problema. Kada je Erdogan bio u poseti kod Putina, bilo je mirno, sledeći dan je bio problem. Dakle, to je samo onako koincidencija. Ja ne znam da li ovo stvarno neko kontroliše, ali prosto situacija je takva da može da se stavi pod kontrolu i da treba da se nađe neki model kako da se pomogne tim ljudima i kako da se izbegnu situacije ozbiljnih međugraničnih provokacija i sa jedne i sa druge strane. Сепак, новинарите кои со денови известуваат од ова место се согласни дека состојбата е далеку помирна сега отколку на почетокот на кризата. Кога овде на граничниот премин во квечерината ќе стивне вревата, од далечина на турска територија и натаму може да се слушнат извици на мигрантите, кои негодуваат поради односот на грчката војска и полиција. И десетина дена по ескалацијата на ситуацијата не ги напушта надежта дека ќе успеат да стапнат на територија на Европската Унија, а потоа преку Западен Балкан да стигнат до развиените европски земји. За 360 степени од граничниот премин Кастаниес на грчко-турската граница, Зоран Јовановски. Сега се селиме на запад од Кастаниес, кон Гевгелиско на македонско-грчката граница. Каква е состојбата таму од Славица Филиповска? Јужната граница се мониторира и од птичја перспектива со помош на термална камера. Опремата е стационирана во караулата Богородица, која има стратешка позиција во областа. Техничките можности на камерата овозможуваат да се регистрира секое движење и на неколку километри во длабочина или во широчина и да се открие обид за нелегално преминување на границата. На оваа снимка од специјалната камера се гледа група мигранти длабоко на грчка територија, чија желба за влез во земјава ќе остане залудна. Обидите за нелегален влез во Македонија најчесто се случуваат навечер. Мигрантите се ориентираат по реката Вардар и железничката пруга. Товарните возови што пристигнуваат од Грција се проверуваат темелно. По дојава, полицијата изминатиот период фаќа групи мигранти и по околните села. Контролата на јужната граница првенствено е одговорност на граничната полиција. Ова е граничниот камен 59, каде за разлика од 2015 година, сега е мирно и празно. Границата долж 50 на километри обезбедува македонската полиција, придружувана од колегите од Чешка, Австрија, Унгарија и Словенија. Полициските патроли дневно регистрираат до 40 на мигранти кои се обидуваат илегално да влезат на наша територија. Откако е прогласена кризна состојба поради ситуацијата кај соседите, координирано на наша граница асистира и армијата. Зајакнувањето на силите е доволно за да се амортизира евентуален прв бран на мигранти, а потоа, поучени од искуството од пред 5 години, бројот на војници и полицајци би се зголемил според потребите.
вршиме контрола на државната граница, извидуваме, патролираме, собираме информации, наблюдуваме. Исто така вршиме и асистенција на транспорт на мигранти во случај ако има потреба, односно полицијата. Постапуваме согласно пропишаните правила и опатство кои ги имаме. Не употребуваат некоја сила врз нас и ние исто врз нив, така да не сме имале никаков проблем се до сега. Ги регистрирате и ги враќате? Да, ги регистрираме, луѓево ги спречуваме да не го поминат границата нелегално. Празен е и транзитниот центар Винојук, лоциран непосредно до границата. Тој има топла вода и грејење и капацитет за сместување на 500 луѓе. Но мигрантите што сега се враќаат при илегален влез во земјава, немаат право да престојуваат во него. Тимовите на Црвениот крст пружаат помош по повик на полицијата доколку е потребно пред мигрантите да бидат вратени на грчка територија. Дополнително се подготвени и одреден број на волонтери кои што во случај на потреба можат и ќе дојдат овдека на терен да одговорат на потребите, додека во однос на залихите кои што ги имаме за одреден број на луѓе сме моментално подготвени, но секако дека ќе треба дополнителни донатори, дополнителна, да кажем, хуманитарна помош, зависно од бројките и зависно, па ќе речем, евентуално колку број на лица би биле, односно би влегле на територија на нашата држава. Освен внимавање на залихите на хуманитарната помош, Јасмин Реџепи од невладината Легис порачува државата да не им гиускратува правата на оние што би побарале азил. Да се почитуваат повеќе нивните права на оние кои што сакаат да останат во државава. И околу 370 луѓе за 2019 побарале азил. Најчесто бараат азил бидејќи се семејства кои што останале заглавени на рутата, останале без пари, били измамени од некои криумчари и слично, или бараат азил поради медицински причини. Реџепи изминативе месеци сретнал мигранти претежно од Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Северна Африка. Вели дека е помал бројот на бегалци од војните зони на Блискиот Исток, Ирак и Сирија. Тој се радува на успехот на оние кои преку нашата држава стигнале до европските земји. Ибрахим, еден од дечките кој што беше тука неколку месеци, во Франција, учи и работи и земал слободни денови да ги посети тие другите другари кои што биле сместени тука во континерите позади. Има доста такви приказни на млади и на семејства кои што успеа преку релокација да преминат во Европска унија. Од друга страна, семејството на Хамид, заминато од Ирак поради крвна освета, депортирано е од Словачка назад во татковината. Сликите во импровизираната градинка во транзитниот центар откриваат што име во мислите на најмалите престојувачи овде изминативе години. Луѓе нема, но влезот на транзитниот центар е претворен во складиште за возила. Од изапленетите автомобили, комбиња и камиони на криумчарите на мигранти, ниту Агенцијата за управување со одземен имот, ниту полицијата веќе немаат каде да ги чуваат. И покрај засилената гранична контрола, гевгеличани сведочат дека бизнисот со шверц на мигранти, иако казнив, сепак е жив. Како се движат тарифите за шверц? 400-500 евро. Зависи колку се и така. Они ги носат, ама се договоруват негде надвор таму. Тука во градот ги нема, еве. Деновиве имате забележено мигранти? Имше во 5 души, 6. Каде ги видите? Доле по ректа одат, шетат. И од ректа им поре се фашкат горе на поридот и терат. Сега се активира и шверцот на мигранти. Како оди тарифата? За колку пари ги пренесат? Тоа не работам јас, тоа грех е на мене. Јас си тука кога беа имигранти, јас не продавам ништо. Они бегат од нас. Да не кажеме на полицијата, на војската. Не знам што да кажам, стварно не знам, овие е стварно недобра ситуацијата. Да ескалира, не знам дали ќе ескалира, ама они стварно сакат да си поминат. А иначе да останат тука, нема джелба тука да останат. Странската полиција асистира и во градот. Ставот на државниот врв е целосна забрана за влез на мигранти. Сепак, и покрај прогласената нулта толеранција за транзит низ Македонија, упорноста да се стигне до целта дава резултат за дел од мигрантите.
Некои успеваат да се протнат преку порозните точки на границите и да се пробијат до Западна Европа. Американската амбасадорка Кейт Барнс вели дека би било грешка да се каже дека не би имало негативни последици ако земјата не го почитува или не продолжи да го спроведува Преспанскиот договор. Во интервјуто за 360 степени таа зборува за финализирањето на членството во НАТО, отворањето преговори со ЕУ, разочараноста на граѓаните од начинот на кој се дели правдата, очекувањето од изборите. Амбасадорке Барнс, добро вечер. Добре дојдовте во студиото на 360 степени. Благодарам за ова интервју. И веднаш на почетокот моето прво прашање, кога очекувате да биде официализирано членството на Северна Македонија во НАТО? Процедурата е при крај, но се уште не е завршена. Well, thank you for having me on the program. I expect the process to be completed very soon, and within a matter of weeks, as the NATO Secretary General said, North Macedonia will be a member of NATO, and that's a big deal. It recognizes the significant progress this country has made, and it's something worth celebrating. I know that we are looking forward to celebrating it in a historic way in Washington as well as here in Skopje and Brussels and elsewhere. Има тези, амбасадорке, дека сето ова е свесно темпирано и направено да се случи среде изборна кампања, за да и помогне на актуелната влада. The Allies were very clear on this issue in Bucharest in 2008. The summit declaration said specifically that an invitation to the former Yugoslav Republic of Macedonia will be extended as soon as a mutually agreed solution has been reached. An agreement was signed in June 2018. It was then ratified by two governments, and in February 2019, NATO extended an invitation. That began separate ratification processes by each NATO ally in keeping with their Bucharest commitments, and that process is almost complete. There's only one ally that has yet to complete its process, and they are very, very close. So this is something that the citizens of North Macedonia have long inspired to, that NATO committed to, and are on the verge of finally achieving it, which is something this country deserves. Уште една важна одлука за земјата се очекува, може би среде изборна кампања. Тоа е одлука на земјите членки на ЕУ да отворат пристапни преговори со Северна Македонија. Вие, вашата држава, вашите политички представници и дипломати беа прилично гласни откако во октомври земјите членки не успеа да постигнат консензус за отворање преговори. Зборувавте за голема, за историска грешка направена од страна на Европската унија. Од тогаш натаму зборувате за тоа дека работите активно со скептичните земји членки на ЕУ за да се надбине проблемот. Што е вашата проценка? Сега новиот таргет период е крајот на месецот, од 24 до 27 март. Дали Советот на Европската унија ќе донесе одлука за почеток на преговори со Северна Македонија? Indeed, it is our hope and our expectation that the European Council will rectify the mistake that it made and seize the opportunity of this month's meeting to open accession talks with North Macedonia. It's been our position, long-time policy, and one that we've implemented with our European partners to support the aspirations of the people of this region for integration into Euro-Atlantic institutions, and that's specifically with respect to the citizens of North Macedonia. So there is a real opportunity with the meeting this month in March for the EU to send a clear yes and to give a green light to North Macedonia and to begin to open accession talks, which would be a great thing for this country as well. Би сакал да ви поставам неколку прашања за договорот од Преспа. Прво, има изјави дека членството во НАТО е еднаш за секогаш завршена работа и дека тука не се можни никакви промени и дека дури и да дојде политичка структура на власт која што нема да го признава и спроведува договорот од Преспа, ништо не може да се смени во поглед на членството и статусот на Северна Македонија во НАТО. Дали е ова точно? I think it would be a mistake to say that there would be no negative consequences if this country were to fail to respect or to continue to implement the Prespa agreement. It's an important condition for NATO. In fact, it's what the NATO decision and invitation was predicated upon.
But moreover, it's something that the EU has noted is important for North Macedonia's path to EU membership, and implementation of the Prespa Agreement going forward, including after April 12th, is absolutely critical for the future of this country, and I don't think there should be any mistakes about that. Во вашето последно интервју за телевизија Сител, прашани за односот на главната опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ кон договорот од Преспа, порачавте дека најавите за ревизија на договорот предизвикуваат вистинска загриженост и дека граѓаните не треба да бидат збунети или заведени за тоа колкав е влогот во тој процес. На ова лидерот на ВМРО-ДПМНЕ коментираше дека практично вашата изјава не се толкува најсоодветно од одредени кругови во земјава и оти всушност вие сте порачале дека договорот од Преспа не треба да биде главна тема во кампањата, затоа што државата има реални проблеми како што се корупцијата, миграцијата, отсуството на странски инвестиции. Може ли да ја појасните таа ваша изјава и што точно сакавте да кажете во тоа ваше интервју за Сител? So I think I actually was very clear in my message, and that was about the real risks that talking about changing or scrapping Prespa could have on this country and have for this country. It's very clear, once again, that not only was it an important part of the NATO process and NATO decision, but it is something that the EU itself has said is important for North Macedonia's NATO membership. Certainly, any attempts to try to walk back Prespa would not only be difficult if unsuccessful, but they would raise concerns among NATO partners. They could potentially cause frictions within NATO, and most importantly, they would go against the progress that has been made towards EU membership. This is something that EU leaders have said. This agreement, Prespa Agreement, but also the other agreements that North Macedonia has made with respect to its neighbors are an important part of its commitment to moving forward on that EU path. Значаен дел од граѓаните на оваа земја се разочарани од начинот на кој што се дели правдата и од начинот на кој што функционира владењето на правото и борбата против криминалот и корупцијата. На тој план има разочарување од перформансот на власта, пред од судско-обвинителската, но и од извршната власт. Како надворешен наблюдувач, како ги оценувате вие состојбите на планот на правдата и имате ли совет како состојбите може да се подобрат? Judicial and other democratic reform is a marathon, it's not a sprint. These are hard issues, and there have been some positive steps here in this country, as well as a few setbacks. I think it's important to keep in mind that the challenges that this country faces, from weak institutions and erosion in public confidence, as well as a belief that the law is not always applied fairly, these are challenges that were created over a long period of time, and they are going to be difficult to solve. It's going to take time, it's going to take dedication, it's going to take commitment to working on these problems. But that doesn't mean it can't be done or that it can't be done at a faster pace. And the United States has been a partner in efforts to try to help solve some of these problems, and we have real reason for hope. My advice would be, I wish you could come with me on one of the visits I've made to the law schools here in the country. Our embassy set up legal clinics at UKIM here in Skopje, as well as SEEU in Tetovo. And I had a chance there to see this country's young, bright law students in action, and they're terrific. And it's not just the law students. As I've gone around the country, I've realized that the youth here are this country's greatest hope. They are motivated, they are talented, and they are invested in the future. I think if this country invests in the youth, that's the best bet for this country's future, and it's one worth making. Но не мислите дека реалноста ги обесхрабрува? I think the young people are looking for solutions and not more problems, and they are willing to fight and to look for opportunities. They want to see those opportunities, and they want to see those opportunities reflected in the debates that they hear on news programs like yours and another forum. I don't think that they're discouraged, but they don't like what they see. I don't think the young people here are ready to accept failure, and for that reason, we're eager to stand behind them and to support them in this effort. Во тој контекст знаете дека законот за јавно обвинителство беше донесен без поддршка на главната опозицијска партија, ВМРО-ДПМНЕ, која критикува особено една одредба од тој донесен закон, која вели дека нелегално прислушувани разговори не можат да бидат докази на суд,
туку само индиции за евентуално отворена истрега во даден случај, што според нив води кон амнестија на актуелната структура на власт. Што мислите вие за квалитетот на донесениот закон и за начинот на кој што беше донесен? We think the PPO law was an important step forward, and we welcomed that Parliament took action to pass it. We had said and emphasized at every opportunity in the run-up to the vote in Parliament that the country needs a new PPO law that advances the goals of rule of law, transparency, accountability, and good governance. And by passing the PPO law, it sent an important signal to the EU, but most importantly to the citizens of the country, that there are mechanisms to ensure that those who abuse positions of influence or authority will be held to account no matter who they are. And so it was an important step forward. Мислите дека тоа го обезбедува овој закон? That's ultimately a question for the legal and constitutional experts and the citizens of this country. What I will say and reiterate is that for the United States, as well as for others in Europe, it was an important signal that the country is committed to the rule of law and that the country is committed to taking decisions necessary to implement that rule of law through its legislation. Земјата е пред парламентарни избори, предвремени, ќе се одржат на 12 април, ако се оди како што е предвидено. Ако ги имате предвид на дворешно-политичките приоритети на вашата држава, што се вашите очекувања од овие избори во Северна Македонија? We want to see elections that are transparent and peaceful, that are conducted fairly and openly. We also hope to see a public discourse and a campaign discourse that is civil in tone and that addresses the issues that most matter to citizens. And we hope that voters will go to the polls with a very positive vision for the best future that their country can have. We also hope and expect that there will be a smooth formation of a government after April 12th that is continued to commit to implementing the reforms that are necessary for the country's Euro-Atlantic integration and to responding again to the issues that the citizens have stated are most important to them. Интересна фраза, повторно искористивте. Таа фраза беше употребена на социјалните мрежи после вашето интервју за Сител, кога велите дека очекувате мазно формирање, сега велите на влада, тогаш рековте на нова влада по изборите. Може би можете да коментирате тој дел од изјавата, на што мислите? I mean, I think it's very simple. There are elections being held in this country, and the purpose of elections is to elect a government. So when I say that we are expecting a smooth transition to a government, that means that we're expecting that the democratic process will continue to be moved forward in a democratic and smooth and peaceful way. I don't think anything else is intended by my comment, and I would hope that nobody would make the effort to try to misinterpret that. This is a very clear situation. It's this country that has called for elections. It's this country that's holding elections. And it's this country that will move forward. Добро, ќе видиме сега како ќе се интерпретира и дали може да се интерпретира поинако овој ваш одговор. I certainly hope not. Ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Thank you very much for having me. This is a great time for this country and we're really looking forward to some more positive developments. По интервјуто со американската амбасадорка, ќе одиме на уште една пауза по која ќе видиме саботажата. Тешко е да се дофатат звездите, особено за оние што немаат свое небо, туку летаат во изрентани облаци, чии газди се трудат со ладнот седено да ги замастат, очекувајќи од нив да слее дожд, од кој сите ќе бидат замачкани. Но пилотите им материраат уште и пред да полетаат. Во неколку наврати вие јасно кажавте дека очекувате победа на наредните избори, ви верувам. Но, еве, доколку Таа верба ја губи смислата кога наместо рационалност оние од кои тоа се очекува дополнително се звездосуваат, па не газејќи на земја, кон јавноста се однесуваат со подсмев, но и со неочекуван прекор кој ниту звучи забавно како што изгледа, ниту духовито како што се представува, туку грдо и невкусно. Добивте покана за дуел на Алфа телевизија со лидерот на опозицијата на 12 март. Дали можете да ни кажете дали ја прифаќате поканата или не? Да, прифатиме ли поканата на Алфа телевизија? Не ја прифаќаме.
Не ја прифаќаме на Алфа телевизија. Ќе видите зошто. Луѓето викат, не, јас не. Собраните аплаузи не значат ништо, има третман на неуспешни звезди, исти какви што низ настапите на пасионираните контраши, се и неточно поистоветените планети со акцентираните небески тела. Композицијата со ритамот на постојана зајадливост само дополнително придонесува за впечатокот за таков третман. Па не знам на кои звезди, мислел господин Жбогар, не сум астролог, не гледам движењата на Сатурн и Јупитер, од друга страна, може би на звездите на Шекспир, дека вината не е во звездите, туку е во нас, драг Бруте Жбогар. Глумата со која шекспировски се испишува македонската драма најдобро се отсликува во биполарната улога која игра претендентот за мандатар. Иако редовно укажува дека прави се за македонското сонце да стане нова звезда на европското небо, сепак фрла сенка, меѓу редови укажувајќи дека не би сакал тоа да почне да изгрева напролет. И кога како човек го слушам она трас се договорив, или овој знае, тој знае, или па оно рекетирање кое што е поврзано со една веќе поранешна телевизија, верувајте ми, не можам да седам мирен и да речам дека тоа е така. Па како сака нека изуште. Во таква констелација континуирано се користи една згасната звезда, на чија лажна представа многумина се изгореле, ама латентно се заборавува честото поставки, кои предолго биле дел од редовната програма на уште една од звездите, која толку долго сјаеше на небото над Македонија. Кој се сликаше со... Затоа што... Па и вие сте се сликале со Груевски, па не сте криминалец, валјда, така? Па пола влада му дајаше него на... Па и Мицковски имаше ради ова врска телевизијска се вклучи со преку линк да му честита за телевизијата, ако толку ти е битно. Значи, ако си се сликал со криминалец, криминалец си ти. Ве прашувам се. Не сте валјда. И на крајот за уште една, која само што исчезна од единственото созвездие во кое ултимативно бараше да блесне. Единствена Македонија ја бара првата шанса на изборите. Тоа може да биде и последната шанса за Македонија. Овие избори се вистинска шанса, ама за ослободување на Македонија од умислени политички звезди. Прва, ама веројатно не и последна. Гледавте 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно в петок од 22. До тогаш пријатно и следете не на веб страницата 360stepeni.mk.